Правда и одговорност за трагедијата во Кочани во која досега загинаа најмалку 59 лица, а на 150 беа повредени. Во досегашната истрага се опфатени 20 лица, од кои за 14 е одредена мерка притвор. Дали оваа истрага конечно виделина ќе ги извади слабостите на системот за кој велат дека поради корупцијата во изминатите 30 години се случија бројни несреќи. Корупцијата убива. Сите се прашуваат како е можно една импровизирана дискотека со години да работи без соодветна лиценца и без оние соодветни стандарди за сместување на голем број на гости. Тага болка без најава за протести и можен граѓански револт. Дали е тоа одговор на оваа трагична несреќа во која животот го изгубија многу млади луѓе? Дали треба системот да се ресетира? Дали воопшто има доверба во институциите дека се способни да го преземат овој важен и неопходен чекор? Додека се организираат протести од страна на граѓаните, актуелната власт вети безкомпромисна битка со криминалот и корупцијата, но резултатите од оваа најава треба допрова да се видат.